Во Прилеп започна уметничкото лето на Центарот за современа ликовна уметност од овој град, кој заради коронавирусот годинава се одржува под мотото Physical Distance или физичка дистанца. Од ССЛУ Прилеп велат дека за нив социјалната дистанца е неприфатлива, но физичката ќе ја испочитувале за доброто на сите и ќе се воделе по новите правила за сигурен тек на животот. 15-тината уметници од цела Македонија, кои што се дел од овој настан, ќе творат во наредните 2 месеци. Дел од нив дома, дел пак во просториите на Центарот, но оддалечени едни од други. Центарот за современа ликовна уметност брои 13 работилници, а годинава ќе се творат дела на сликарската колонија, симпозиумот за мермер, студиото за пластика во дрво, во ателието за скулптура во метал и ателието за дигитална уметност. Годинава, за жал, нема да ги има уметниците од странство. Оваа година ќе имаме негде околу 15 на учесници. Претежно ни доаѓаат од Скопје, Куманово, Битола, а останатите уметници ни доаѓаат тука, односно се од Прилеп, локално. Сакам да напоменам исто така дека годинава ги избегнавме интернационалните учесници, за жал, поради ковид ситуацијата, но сепак се надеваме дека токму овој избор на учесници ќе ги задоволат потребите и на публиката и ќе остават во наследство прекрасни уметнички дела. Дополнително сакам да спомнам дека досега во интернационалните работилници продефилирале околу 700 учесници и оставиле импозантна бројка на дела од 1200 до 1500 уметнички дела. Инаку Прилеп ја има најстарата интернационална ликовна колонија на Балканот и Југоисточна Европа, формирана во далечната 1957 година, која што континуирано трае се до денес. А во 1963 година се формира интернационалниот симпозиум во Мермер, кој што исто така континуирано трае се до денес и е вистинска реткост, буквално во целиот свет, еден симпозиум за Мермер да трае цели 57 години. Делата на оваа колонија ги има во скоро сите паркови во Прилеп, голем број институции, но исто така и во зградите на министерствата и владата на Република Македонија. Овие колонии и симпозиуми привлекуваат уметници од сите континенти и од сите држави. Значи, на оваа колонија сум по 4ти пат учесник. Првиот пат бев 95-та година како студент, уште да го учам, да речам, занаетот вајарски, односно клесарски, каменот како техника, благодарение на професорот Драган Поповски Дада и благодарение на Диме Јанески своевремено. Од тогаш 96-та година повторно бев учесник, учествував со скулптура од Оникс, која што се нарекува Божество и е нели во собственост на Центарот за современи уметности. И 2000-та година последен пат бев во Металец со скулптура од метал, која што се наоѓа таму во Металец фабриката, скулптура монументална над 5 метри е, Пламен се вика. И сега повторно, фала Богу, после 20 јубилејни години се враќам пак на истава Прилепска колонија, која што за мене е за некој начин една од најдобрите институции, нели, која што ги ја негува, нели, македонската скулптура и македонската уметност воопшто, благодарение на сите еминентни ликови и уметници кои провеале, нели, во текот на постоењето на самата институција. Дел од уметниците учествуваат за прв пат на колонијата, дел пак биле тука неколку пати. Оваа година сум прв пат учесник на ликовната колонија. Сметам дека оваа година, 2020, посебно е многу плодна за творење за нас како уметници и општо, и затоа ми е многу драго што ќе учествувам оваа година. Учествувате под посебни мерки, тука знаеме пандемијата со COVID-19, како ќе функционира целата оваа колонија? Па со оглед на нели годинашнава ситуација, за прв пат ќе биде 60 дена, 2 месеци и ќе имаме можност нели да отвориме и дома и тука, но ако отвориме тука дефинитивно на дистанца. Како што е и насловена нели темата сама. Сега трет пат учествувам во колонијата. Ова година ние со случај со пандемијата имаме по различни мерки за работа и мора да имаме некои дистанции, затоа ова година
Колонијата ќе ни трае 2 месеци, 60 дена и ќе имаме поиќе време да твориме поиќе дела. Творечка инспирација, оно јас што имам почнато за моите дела да работам, па мислам дека истото ќе продолжам за спремање за самостојната изложба и истите дела мислам дека ќе биде и за ова година за колонијава. Тоа се моите женските актови и представувањето женската фигура. Како и секоја година, така и оваа, по завршувањето на колонијата, се предвидува презентација на изработените дела на изложба. Во зависност од ситуацијата со коронавирусот оваа есен, ако дозволат условите, изложбата ќе содржи во Центарот за современа ликовна уметност. Доколку пак и понатаму на сила се одредени рестриктивни мерки, изработените дела би се презентирале онлайн пред публиката.